Да, продолжуваме со емисијата со Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Господин Јовановиќ, добро дојдовте во студио 10. Ние редовно ги правиме овие гостувања се со цел да ја подигнеме свесноста кај населението, кај граѓаните за децата питачи, за злоупотреба на децата на секаков можен начин, но и за континуирано да правиме притисок врз институциите, врз надлежните да си работат својата работа. Тоа ни е всушност и наша работа од оваа страна. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Поздрав до сите кои го поддржуваат овој проект. Целосно им благодарам на сите кои најмногу стварно се вклучија да го поддржат и со тој еден вид поддржување ги разбудивме институциите, центрите пред се МВР, полициските станици, центрите за социјални грижи и неработниците, социјалните служби во цела Република Македонија, каде што сум горд и среќен со помош на медиумите, главните уредници, новинарите од градот Скопје, од цела Република Македонија, што јас ќе кажам, они да не беа, верувајте дека 400 новинари, медиуми, портали немаше да го опишуваат ова секојдневно. Ова мене многу ме радува што прво нив ги разбудив, затоа што горд сум и среќен што веќе јавноста, граѓаните, медиумството каде што стои секогаш позади мене за да спасиме ние 2000 деца кои секојдневно се жртвувани, тргувани, со нив пазар е направено во проституција, во користење на дроги, услуги, препродавање и сите тие механизми, и овој проект продолжува и во 2024 година, каде што не се откажуваме. Имавте една серија на средби во изминатиот период, се сретнавте, бевте примени и од председател на државата, господин Стево Пендаровски, бевте примени и во Министерството за внатрешни работи, имате закажано средба или планирате и во Министерството за труд и социјална политика, сакате да се видите со председателот на Кривичниот суд. Ајде да видиме прво со ова што бевте. Бевте еве примени кај председателот на државата. Кажете ми таму, зашто разговаравте, што се интересираше председателот, што му кажавте вие? Прво го запознав како се одвива целиот проект, докаде патот и движењето на овој цел проект, и баравме да се додека и он е председател на Република Македонија да го поддржува и се вклучи повторно неговиот кабинет и сите вработени да го поддржат овој проект, за да се престане од нивните вработени, односно од кабинетот на председателот и сите вработени во председателската вила, кои се баравме целосно вклучување на сите вработени, целиот персонал, неговото обезбедување да престанат веќе да дават монети на питачите и да се вклучат, да го поддржат, затоа што ние, откако граѓаните, сите вработени, од приватниот сектор, јавниот сектор, државниот сектор, сите министри, сите граѓани, каде што 2 години веќе овој проект ќе полни на 3.12.2023 година, декември, верувајте дека ние со тие апели скоро горе-доле ме радува, веќе се намалува питачењето, ние не можеме да го искорениме за преку ноќ, но јас кажав да сум министер за труд и социјала, да сум министер за внатрешни работи, јас имам план, стратегија, идеи, визии, програми, јас би го решил овој проблем во неполни месец и пол, 2, еве максимум 3 ќе дадам рок на граѓаните да ова целосно го уништам и го сузбијам, а јас кажав за мафијата, за организаторите, за учесниците кои се втори, трети и непознати лица, затоа што овој организиран криминал, трговија и учесници, ова е со умисла и ова е злосторничко здружување за користење и злоупотребата на 2000 деца. Но јас кажав дека не се борам за титули, за функција, за награди и така натака, се бориме граѓаните, институциите да ги спасиме 2000 деца кои се секојдневно под злоупотреба и 18700 нени се на школска клупа и во училиште. Баравме да се сместат тие и продолжуваме. Јас пак ќе кажам, барам и апелирам до сите, каде што ги доставаме дописите, еве Министерството за внатрешни работи го запознавме целосно и бараме сите полициски станици, сите полициски службеници, сите полициски инспектори кои се за малолетни деца и нивна деликвенција, барам да целосно ја работат својата службена положба, затоа што ние како Градиме иднина граѓанско здружение ќе бараме дури внатрешна контрола да го испитува секое наше пријавување за злоупотреба на деца, питачењето, дали постапила полицијата на терен и така натака.
Да, што ви кажа председателот? Што беше неговиот одговор? Всушност председателот и нема тука премногу надлежности, се разбира. Тој може да апелира, да бара од институциите да постапат, но сепак има една вака морална етичка вредност која може да ја проектира, може да побара, може да апелира, се разбира. Што ви кажа тој? Председателот, откако стваривме еден час работна средба, он беше многу воодушевен со постигнатите резултати. Јас кажав да не беа медиумите, новинарите и моето досаѓање деноноќно каде што не спијам и будно го следам овој проект, верувајте. Он највише заради тоа се вклучи дека кај мене виде дека сум сериозен, амбициозен, дека ја терам до крај работата. Он рече дека целосно ќе има поддршката од него и неговиот кабинет и каде што ете он има советници, не знам колку добро го советуваат, никого тука не сакам да навредам, но јас му дадов еден добар совет. Председателе, ве молам, вие како председател на државата, ве молам преку медиумите, преку порталите, преку сите електронски печатени и останати медиуми да ги известите соедно писмено, да вие како председател ги известите граѓаните целосно да се вклучат во овој проект, да го поддржат, да се стави крај на питачењето. Му дадов од прилика насока, движење, еден допис како да се известат медиумите и барав целосно да се вклучи неговиот кабинет, каде што он рече и го даде зборот, дека ќе се вклучи, ќе го поддржи, се додека и на таа позиција. Во МВР пак тој, да речеме, случај, таа посета е поинтересна, ајде да речеме од ваш аспект, бидејќи полицијата баш има директна надлежност и Министерството за внатрешни работи во однос на питачењето, кое да потсетиме за граѓаните кои можеби не знаат, питачењето е инаку забрането со закон. Тие питачи не би требало никој да питачи, не деца, туку никој. Едноставно питачењето кај нас е забрането, но тоа со години, со децении се толерира, се одвива пред очите на полицијата, но вие сте активен, жално е кога тоа го прават деца и кога децата всушност се злоупотребуваат во овој процес, тие се злоупотребени. Што ви кажа од полицијата? Така, јас прво ќе дадам една голема благодарност што имаше слух, постојано го притискав министерот Оливер и му досеќав се додека не ме вие лично примите или вашите советници, директори и така натака оделенија на сектора за малолетни деца и нивната секојдневна проблематика, затоа што стварно ова е сериозен проблем и одиме сите заедно до крај и нема откажување. Пред се им благодарам на тимот од неговиот кабинет со помошникот директор кој остваривме еден час од работна средба и состанок и едно нешто што многу баш не го очекував одговорот Илија, вика со кои полициски станици имаш проблеми, кој не го поддржуваат овој проект. Јас му кажав дека писмено ќе се опратиме, ќе ве известиме благовремено и во најбрзен можен рок да видите во кој. И му ги наведов кои полициски станици во кои градови каде што спомнав дека општина ПС центар Карпош, Битпазар, Бутел, останатите градови, неколку Куманово, сите тие кои ги спомнавме, кажав дека не сум задоволен од нивното работење, но јас кажав дека овој проект нема да дозволи ни на лево ни на десно уво да спијат и да не работат. Сите ќе ги разбудам, сите ќе барам да снесат одговорност за неизвршување на службената положба и да ја врши како што треба службената положба, затоа што молат Бога да најдат работа, не им се работи. Не може, државна чешма си има работа и крај на приказката. Јас многу сум благодарен што прво тоа ме праша, го запознав детално, целосно, каде ги имаме најкритичните локации. Имаме ние маркирани од 15 до 35 маркирани критични локации, каде што ги запознав од Министерството за внатрешни, дека тие се со остри предмети, со ножеви, со скалпери и така натака да припазуваат на пристапот и начинот. Многу сум горд и среќен што ете Министерството спремија специјални, односно посебни вработени лица, ги обучиле, ги подготвиле за овој проект и отстранувањето на питачите. Ми кажа дека целосно се подготвени и спремни да постапат како што треба. Рекоа дека ќе ги вклучат сите полициски станици. Јас барав најголем притисок да се врши во сите полициски станици, често да се работи на терен, да се излегува кога се во можност полициските станици, затоа што имаме помал обем на вработеност во тие установи и рекоа дека ќе се направи план, програма за постапувањето на отстранување и искоренувањето на питачењето со тек на време, но мене ми беше приоритет во целиот
состанок кој го имавме, барав највише да се вклучат чаршија, плоштад Македонија, трговските центри, кафичите, рестораните, да се вклучи малце помасовно и во цивилка да биде полицијата, инспекторите, за да не биде позабележливо и така натака, за да тука се фатат. Проблемот е, кажав, дека во многу градови ги имаме питачите, но сега, кажав, во цела Македонија, највише во градот Скопје се носат, поготово сега за новогодишните празници и Божикот кој... Добро, имате ли некаква анализа, истражување, како се движе континуирано состојбата, бидејќи, еве, вие притискате, постигнувате одредени резултати, питачите повторно ги има, значи тие не исчезнуваат, повремено одат, се враќаат. Каква е сега состојбата? Состојбата моментално се уште е загрижувачка, има движење на питачењето, но во градот Скопје ги поздравувам сите граѓани кои стварно веќе се свести, се разбудија да го поддржат овој проект. Не мене лично да ме поддржат. Кога граѓаните ќе се вклучат и кога ќе престанат да дават монети, затоа што јас кажав едно дете има добивка во еден ден, 2000 деца питачат. Едно дете има профит од 8 работни часа заработувачка има од 2 до 3000 денара, во еден ден 6 милиони денари децата имат профити за работувачка. Но за жал, јас кажав дека децата на крај добиваат дебел кјутек, ги претепуваат до смрт и за жал децата од тие од тој профит и од таа заработувачка 6 милиони денари, тоа не е мала сума и не е играчка. Тоа е 100.000 евра. Да. Два стана во строг центар и ќе кажам дека и ги запознав Министерството за внатрешни работи каде што барав целосно да се вклучат. Верувајте дека децата само добиват од 10 до 30 и 50 денара, највише големиот кјутек го јадат за да им ги земат. А организаторите, шефовите, нивните предпоставени кои се обучени и подготвени, тие си седат во луксузни ресторани, анкети правевме по ресторани, кафичи, си пијат кафиња од страната, стојат и откако ќе го соберат прометот, и ги тепат, ги зимат и децата ги остават со 50 денара. Загрижувачко е питачењето во цела Македонија. Јас себе ќе кажам до Тренчевска и до сите институции, до Министерството. Ова нема да дозволам само на хартија да остане, и да така фаќат прашини. Овој протокол кој беше 30 години чуван во ФИОКа и изработен во 2 дена со представници од Труд и социјала, центри за социјални грижи, министерства, образование, здравство, МВР, Труд и социјала, центрите, 2 здруженија и така натака. Ова нема да го оставам се додека и последното дете не го спасиме и 2000 деца да се додека не ги спасиме од злоупотреба, трговија, криумчарење и пазар правење со нив, ние нема да се откажеме, каде што јас кажав дека ќе одиме до крај и кажав дека во градот Скопје многу ме радува, еве ќе ги спомнам локациите, МИДА, Македонска православна црква, према државна болница, према Алумина. Питачењето беше на една раскрсница, ние имавме од 10 до 15 питачи само на 4 семафори. 15 од 10 до 15 и тоа во прва, втора, трета смена, како што кажав дека прва смена им започнува од 9-10 часот им трае до 15, втората им започнува од 15 до 22, а трета смена им започна од 22 до 3 или 4 часот се додека не го соберат последниот денар од заработувачката, каде што најмногу има профит од ова и е со закон во секоја земја и во Република Македонија, значи е забрането со закон да нема питачење во нашата држава. Јас ви кажав дека бројката беше прво, со питачите во градот Скопје беше 70, 90, 100, 120, 150 до 200 беше бројката, сега варира горе-доле, го следиме процесот и проектот на питачите. Многу ме радува и ги поздравувам сите граѓани, полициските единици на Министерството за внатрешни работи, сите полициски станици кои веќе масовно се вклучуваат кога како имат одредени термини по план и програма на Министерството за внатрешни работи. Добро е што веќе полицијата излегува на терен и искрено да ви кажам, гледката во градот Скопје на одредени локации кои ги спомнав, каде што уште имаме покритични локации од 15 до 35, каде што и Министерството и Труд и социјала, центрите веќе ги знаат опасните маркирани локации, каде што и они тоа го потврдуваат. Ја што го истражував и што го проверував денеска до 3 часот са бајле се подготвував за ова, за да се повторам во целиот проект. Верувајте, ме радува што бројката е намалена и злоупотребата на децата, но локацијата, МИДА, патот за накај
Момин поток према Бутел, Чаршија, сите тие најкритичните маркирани локации веќе ги имаме маркирани, но се прави посебен план програма од сите релевантни институции, од нашата организација, сите сложно заедничко тимски да постапиме, да не се само острана, да не им се поднесуваат кривични пријави, поблаги постапки ќе постапиме со сите релевантни институции. И јас барам од Министерството за труд и социјала, од сите центри, барам да им се понуди на сите питачи, учесници по едно вработување, затоа што јас кажав, во Република Македонија, ромите не се за сожалување, тие се и нас дури не надминаа македонците, тие се позаштитени во другите земји отколку во Македонија, но многу ме радува што пак ќе кажам дека ништо немам против ромите. Они се најголемата пропаганда и веќе се вработени во, кажав, маркети, месарници, обезбедување, горе-доле општините веќе превземаат мерки за вработувањето нивно и јас па и не знам, еве ги прашувам зошто после нивното вработување повторно ги враќа децата на улица и они се учесници. Тука, иако фере да се каже, и тоа е забележливо дека голем број од луѓето кои питачат се роми, за жал, не се сите роми, има и други. Има, но да, она што може да се каже дека тука не е важна етничката компонента, бидејќи тие луѓе кои питашат, еве, имало и дел од граѓаните кои разговараат со нив, па им нудат и работа, тие не сакаат да работат. Тоа е многу интересно што тие луѓе кои питачат професионално, ајде да речеме што се професионални питачи, тие не сакаат да работат. Им нудат луѓе да чистат станови, да чистат дворови, да косат трева, да дојдат да извршат некоја работа која може да ја извршат, тие не сакаат. Зошто е тоа така? Знаете зошто така? Затоа што 3000 dinara најлесно е без труд да ги ставиш во джебот само со една пружена рака. Јас им кажав, ова е горлив проблем, тешок проблем, деценијски проблем и со години наназад е таложено и самите ние овој шамар си го добивме од самото пружење рака со жалување и ајде да им помогнеме, да им даваме. Јас кажав дека овие средства не ги добиваат децата, само добиваат дебел кјутек и од 10, 30 и 50 денара. Ке се навратам на тоа затоа што мора да ги запознаеме граѓаните целосно и откако они ќе престанат да дават монети и да не бидат учесници, затоа што и они се учествуваат во ова и прават кривично дело, каде што јас барав и од Министерството за внатрешни да се дополни измени законот за кривична постапка, законот за сообраќај, за патишта и така натака, секој учесник да одговара со глоба од 300 до 500 евра и одземање на возачката дозвола, затоа што со такви мерки, со такви ригорозни казни, каде што ги има во целиот свет и во одредени и развиени земји, верувате дека граѓаните ќе се свестат, но ние не сакаме све со строго да се иде со тие ригорозни казни, но сакаме да ја разбудиме свеста преку медиумството, новинарите и сите кои се вклучени во проектот. Дајте, ве молам, граѓани, престанете да им дадеме, затоа што веќе институциите ги разбудивме и тешко се будат, но јас кажав, додека сум жив, здрав и додека здравието добро ме држи, јас се борам за правата на децата, како родител кажав, и сите кои се вклучени во овој проект, сакаме да спасиме 2000 деца од злоупотреба, а за организаторите мафијата, јас ќе барам од кривичниот суд, од председателот, од јавното обвинителство не 3, не 5, не 7 години, 40 години затворска казна, затоа што секојдневно 30 години деценијски, 3 децении ова е веќе уништено правата на децата и детската насмевка и детското право им е нарушено на милиони илјадници деца во Република Македонија и во целиот свет. Јас само тоа ќе барам, иначе со закон во Шведска, во Австрија веќе кривичниот суд, председателот на кривичниот суд и сите членови, сите институции донесоа закон да доколку се видат да се спроведе акција кривично да одговараат со затворски казни од 5 години, 2-7 одземање на родителското право. Јас еве апелирам до сите центри, до Министерството за труд и социјала. Дајте, ве молам, посериозно сватете го проектот. Апелирам до сите центри, престанете да ми го кочите проектот на мене и на Министерството и на сите релевантни институции, затоа што ние сега се соочуваме сеја со неколку центри за социјални грижи, каде што правиме истрага, истражување и анализи. Каде ги има питачите, значи не се излезени службите и центрите на терен. И мене ми се пожалија од кабинетот на министерката, од тимот на министерката кој го подржуваат овој проект, протоколот за постапување со деца на улица. Прво ќе барам да одговараат кривично,
или да се дадат на дисциплинска, да се избркат од работа, кривично да одговарат зошто не ја извршиле службената положба и па на крај крајево нека си дадат отказ да вработиме некои други кои стварно ќе го работат овој проект, затоа што они се научиле во изминатите 3 децени, 30 години се научиле кафиња, сокчиња, приватен бизнис, седење во канцелари, еве ладното време дојде минус 5, 10, 15, они си се греат со клими радиатори, летно време си се ладат, па нема. Ниша и врата, зема и плата, тоа кај мене нема. Јас да кажав да сум министер за труд и социјала, сите центри за рака, на терен, 7,5 сати, 30 минути пауза, верувате дека ќе има ефекти и резултати од проектот. Но не се будат центрите. Еве, цело време апелираме на центрите, не се будат. Еве, барате сега и прием кај министерката. Претпоставам дека ова повторно ќе притискате. Како да ги разбудиме центрите за социјална работа? Знаете работа? како? Ќе ги избркаме од работа, нека си дадат отказ од своето работно место, нека ја земат метлата во општината или во комунална хигиена, нека земат метлата, нека чистат и на минус 10-15 степени. Мислам дека тука ќе се свестат каде грешките. Јас како градиме иднина, како поранешен штитеник на Домот 11 октомври и како што се борев за правата на децата без родителска грижа, без родители, да не останеме на улица после 18 години, овој проект ќе го истерам до крај, се додека последното дете не го отстраниме од злоупотреба, криумчарење, трговија, користење за продажба на други наркотични средства и така натака, како што се изборив закон да донесеме во државава со помош на претходните влади, така ќе се борам и ова да биде заштитено со закон, да бидат вработени на многу родители да им се одземе родителското право, со некои родители да се работи тимски, стручно, професионално од страната на службите и од центрите и ќе го терам овој проект до крај, каде што уште 3 проекти ме чекат, поготово за најранливите категории, за бездомниците, за и така натака. Верувајте, на врат ќе им дишам се додека не се приклучат сите тие центри кои го кочат. А тие што го кочат овој проект и што не им се работи, ќе барам кривично да одговараат со 1, 3 или 5 години затворска казна за нарушување на службената положба и вршење на државната функција во решавањето на овој проблем. Од неработниците кои ги имаме, партиските машинерии, во тие институции, центрите, јас нема да дозволам тие да спијат, да ја нишат вратата, да ја земат платата и да пијат кафиња и да се греат во ова. Работата им е теренски, затоа што ова го има во Шведска, Англија, Германија, Швајцарија, Америка, сегдека ќе има питачите, но со помал број. 30 години, 3 децени да работеа центрите, да работеа министерството и сите останати институции, ние до сега овој проблем немавме да го имаме, ние и самите овој проблем го направивме, но за секој проблем има и одговорност, има и санкции од надлежното. Јас и кажав на министерката, до крај, се додека сте на позиција, се додека сте на таа функција, јас ќе вршам притисок најмногу на центрите. Сега ние имаме проблеми со ЦСР Скопје. Предходниот директор многу подобро функционираше. Сега ја не знаев дека го сменија, дека се менјават на неколку месеци. Нема да дозволам градот Скопје да биде најголемото гнездо со питачи каде што ги носат. Од градот Куманово, Велес, Штип и така натака, каде што ние имаме анализи, имаме ние бројки. Сега ги следиме што работи министерството, што работат центрите, што работат факултетите. Ние ќе правиме анализа на состојба на деца на улица на територијата на градот Скопје и на целата територија во сите 85 општини. Еве ги имаме анализите, сега само ги собираме, тоа со стручни тимови ќе работиме. Јас кажав дека нема да дозволам неколку центри за социјални грижи кои го кочат овој проект, и јас им кажав, ако не им се работи, нека си дадат отказ, нека си седат дома, нека си ја земат метлата, има во маркети, во месарници работни места, дозволете пат да се даде на помладите да се вработуваат на место да ни бегат во државата. И јас кажав, во сите центри, во сите полициски станици каде што се обраќаме со овие дописи, на ова ќе барам внатрешен контрола на МВР, ќе барам дали извршиле, дали излекли на терен за да ја извршат позицијата за отстранувањето на питачите. Мене ме радува Министерството за внатрешни работи. Полициските станици имале план, акции и активности да 24/7 работат на овој проект. Тоа го тестирале како пробно, имало резултати, но не се започнува. Ајде ќе започнеме, па ќе застанеме. И ја од тука тоа ме потикна. Република Србија ме потикна со питачите и истражувањето уште по јако ми даде да се залагам за овој проект. И кажав дека не застануваме во 2024 година, започнуваме
со реализација на проектот, со нови анализи, со нови истражувања. Јас само еве ќе дадам еден апел до граѓаните. Ако граѓаните во цела Република Македонија се вклучат и го поддржат овој проект со недавање на монети, верувате дека тие се уште повеќе и повеќе ќе ги нема. Дури и еден деновиве баш го споделува на линкот на социјалниве мрежи, 30 години питачел кај автокоманда, бевме во комуникација, почнал да бара вработување и почнал самиот да се срами дека веќе е возрасен и дека веќе не му доликува да тоа го прави најверојатно и родител и тоа го сплотува и детето, што веќе самиот се откажува да се тргне од питачењето, затоа што автокоманда ни е најкритичен, каде што и полициската станица на Гази Баба не се вклучува тамо каде што е најголемото дувло на чистачи, на питачи, каде што рече председателот Стево Пендаровски ќе се вклучи во тој дел да малце помасовно се вклучи. Да, полицијата. во однос на институциите, имаме и останалите институции кои тука се вклучени, тоа се судовите. Вие кажавте дека барате средба и со председателот на Кривичниот суд, но и обвинителството. Бидејќи да подсетиме, не мора полицијата сама да постапува. Обвинителството исто така. Обвинителството може секогаш да постапи по допрен глас, да побара од полицијата да действува, тоа им се надлежности, но ми се чини дека проблеми постојат и во тие институции. Вака сега, проблемот само го имаме, само пак ќе кажам. Проблемот е само во центрите за социјални грижи. Јавното обвинителство, Кривичниот суд сега со председателот ќе имаме работна средба, се подготвувам и за него и го молам до ден денеска председателе, дајте молам да се вклучи Кривичниот суд да биде побрза постапката за одземање на родителското право и децата да ги сместиме во згрижувачки семејства, во групните домови кои што се ќе ги спомнам и уште неколку проекти кои што домовите, како имам јас план и визија да се згрижат тие кои бараме да им се одземе родителското право. Видете, добро е што за 2 години овој проект, кажав дека 2 години полни и продолжува. 3 децени не е работен на него, на оваа проблематика во државава. 30 години не е работено, 30 години ќе работиме и 3 децени ќе работиме и уверен сум дека мислам дека од 5 до 7 години доколку институциите интензивно се вклучат и го поддржуваат и го освежуваат и го работат од време на време, верувате дека и самите граѓани кои ќе се вклучат од цела Македонија да го поддржат овој проект, верувате дека се повеќе и повеќе ќе се намали питачењето, ќе се свестат граѓаните кои грешки ги направиле, што е испуштено во децата и така натака, и дека ќе почнат сами да барат вработување. Голема благодарност, пак ќе кажам, до јавното обвинителство и во цела Македонија се вклучува и ќе се вклучи. Добра соработка имаме со господинот Гаврил Бубевски, главниот јавен обвинител на територијата на градот Скопје, каде што он ми рече: Илија, доколку имаш проблем во другите градови, преку колеги ќе те поддржиме да се вклучат и така натака. Судството верувам дека ќе се вклучи, Кривичниот суд, веќе председателот на државата се вклучува. И јас еве еден апел ќе дадам до Ковачевски премиерот. Те молам, прими ме, затоа што дојдов и до неговиот мобилен телефон, уште спие на глуво уво. Јас реков ќе досегам додека не ме примиш да ја вклучиме целата влада и од него да ја побрам поддршката да се вклучат сите институции, сите вработени, да ги извести како што барав од председателот Стево и од Оливер и од полициските станици, центрите, колку повеќе се вклучува државата, колку повеќе се залага владата и институциите, верувате дека ние крај ќе ставиме на ова, но не е само со известување и со апели да ги ова. Јас ќе барам да се градат социјални станови за тие маргинализирани групи, центрите да работат стручно со нив, да работат со децата каде што се 2000 деца имаме ние во тешка здравствена критична состојба. Тука баравме и ќе се вклучи Министерството за здравство целосно да ги покрие трошоците со помош на труд и социјала, сите релевантни институции да го реши здравјето на децата каде што јас кажав дека се во тешка здравствена критична состојба, се грижиме и се бориме да го спасиме нивното здравје, злоупотребата нивна. Кажав дека кабинетот на министерката Тренчевска се залага и сум задоволен од тимот што е одреден. Јас кажав дека само центри неколку не кочат, но нема да дозволам и ќе го терам тоа до крај. Јас им кажав, нека си дадат отказ, Министерството ќе даде јавен оглас, ќе вработиме други кои стварно ќе го работат со љубов и така натака и ќе има резултати. Претпоставам дека ова што го кажате за децата, за нивното загрозено здравје, проблемот е што и голем дел од овие
деца и од луѓето генерално што питашат нема ниту документи, а камоли здравствено осигурување. Знаете што? Сега вака ќе ви кажам. Во протоколот пишува, јас кажав све што е на хартија нема. Јас прво што имав план, како родител загрижен, викам, моите деца идат по доктори навака, ќе идат и тие. Прво, правев план, викам што ќе правам, ова е на општинско ниво. Читав, истражував, правев анализи. Овие ми се првите дописи до градоначалникот на Карпош, до центар и до ПС Карпош. Ај да видам, и ми се смеја полициските службеници, нема ништо да направиш ова. Ќе ви докажам посем кратко време. Јас ги замолам граѓаните. Немојте да бидете негативни, наполнети со негативни фрустрации, не знам веќе како да ги искажам. Многу граѓани ми викаа, нема да успееш, ќе видиш ова, она. Ја реков, дојди моите обувки, облечи ги, дојди борбата и битката води на овој проект, па да видиме дали нема ова. Човек, ако има дарба од Господ, ако има волја, ако со љубов работи, и помалце бара помош во поддршка на ова, јас ќе кажам, добро е што медиумите и новинарите се вклучени. Мене и неколку механизми што ми требаат само за поддршка на реализација на овој проект. Затоа и ги разбудивме. Негативната мисла, злото што го имате кон вас, не сакам никого да го обвинувам, нема да успееш, вака ќе биде ова. За 2 години градиме иднина. Граѓаните, медиумите, новинарите и институциите веќе се разбудија и ги разработивме да го работат овој проект. За 2 години има книгата се напише за овој проект од каде до каде. Бевме на најниско ниво, сега сме на некое подобро ниво каде што јас кажав дека ги разбудивме институциите. Јас апелирам до сите граѓани, откако ќе се вклучат и мора тоа повторно да го повторувам, верувајте дека ќе има ефекти и резултати од проектот. Ќе кажам околу здравствената состојба. Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјални грижи се должни Министерството за здравство да го известат дека има деца од критична состојба и сите трошоци ги покрива државата и ги ослободува од давачките во доколку не дај Боже операција, терапии, сместување во клиники и така натака. Тоа е истражувањето, локалната самоуправа, општините имат должност и одговорност. Министерството за труд и социјала, подрачната единица на Центар за социјални грижи се должни по службена должност во писмена форма, телефонски или мејл да ги известат дека имаме деца од социјален ризик, од деца на улица, дека се во тешка здравствена состојба, да локалната самоуправа, општината, советот на општината, нивната програма за работа и некои истражувања кои ги правев, сите тимски, сложно и заедничко, јас ги сплотив и општината, Центарот за социјални грижи, Министерството за образование, веќе ланецот и патот им е направен да ја извршат таа положба. Детето доколку го сретна замрзнато со температури во тешка здравствена состојба, се должни како институција да го однесат детето во било која здравствена установа во целата територија на Македонија, да се пружи бесплатна лекарска помош, да се додека детето не оздрави и не биде во првобитна состојба. Целата документација која немат, Министерството за труд, центрите за социјални грижи и Министерството за здравство, тоа помеѓу нив имат решавање за да им се отвори здравствена книжка и така натака. Тука малце тој процес е бавен, кој има многу нереални работи, не се евидентирани во матичната книга на родени, пропуск на родителите и така натака. Исто проблемот и со образование каде што немат, но ќе се најдат благи методи измена и допуна на законите за ова, да ви кажам. Јас апелирам до сите градоначалници кои го правев истражувањето и ова. Секоја локална самоуправа, секоја општина треба да нивниот совет на општина изготват програма за работа на социјалните категории, деца од ризик. Министерството кажав за труд и социјална политика дека од буџетот на граѓанските народни пари доделува средства на годишно ниво во секоја општина да се отвори дневен центар или привремен центар каде што ќе бидат згрижени, сместени децата се додека не се реши нивниот проблем, додека не се одземи родителското право и така натака. Како сте задоволни од соработка со градоначалниците, таа локалната самоуправа? Видете, сега највише ќе ги критикувам општините затоа што сем општина Куманово и град Скопје го поддржаа овој проект, ниту една останата општина
ќе го поздравам само градоначалникот на Струга Мерко, кој самиот градоначалник од тие средства отворил дневен центар привремено, каде што командирот на полициската станица го вклучил и биле заедно да за време на летната сезона во 2023 година ги остранија секојдневните питачи, дури и ги сместија во привремен објект додека не ги дислоцираат од градот Струга. Го поздравувам и тој чекор треба сите да го направат, но не е само, видете, они ги дислоцира, имало факти и причини и докази. Поднесени кривични пријави, злоупотреба на деца, трговија со деца, носење од штип, да речеме, битола, охрид, кичево ги носеле во Струга затоа што гастребајтите доаѓаат од странство и тука веќе гледката беше стварно страшна во Струга, во Гостивар, во Охрид, во Битола. Дојран таму каде што е летната сезона и туристите каде што поминуваат и доаѓаат, верувате, стварно беше страшна гледката и стварно имаше голем број на питачи, но градоначалникот на Струга самиот си ја зема одговорноста и тоа го поздравувам и сите општини тоа треба да го работат. Примерот на градоначалникот Мерко треба да го постапат и да работат по тој принцип за да го решават. Не е само да се остранат. Самата општина формира буџет кој го добива од Министерството, башка нели од имоти, од даноци и така натака, да не навлегувам и тоа не е ни моја работа, да го вработи, да му обезбеди стан, образование, здравство и сите тие работи кои го пишува во протоколот, и овој протокол веќе сите општини го имаат, сите релевантни институции. Но јас кажав дека овој протокол е изработен и нема да фаќа прашина, ќе ги подсетувам, ќе ги будам се додека нема резултати. Кога сите 85 општини, сите градоначалници застанат позади децата од улица и се должни, секоја општина се должни да изградат објект и буџет имат, општините имат, од продавање на парцели, од дозволи за градба и така натака, они треба да изготват финансов план, буџет, програма за работа, вработување на социјални и овие служби и така натака со подршка на Министерството за труд и социјала. Верувате, откако општините ова го работеа 30 години, секоја општина овој проблем немаше да го има. Ние до ден денеска уште го имаме, се изголемува, а се балансира бројот на питачењето. Дури ме радува што веќе почна и самите да се откажуваат, но некои не се откажуваат. Јас кажав и апелирам, градоначалници, седнете, работете, спроведете го планот и програмата за работа, вработувајте ги, должни сте према труд и социјала центрите да ги известете во писмена електронска форма дека има деца од улица, дека е во тешка здравствена критична состојба, дека еве апелирам, престанете да ги злоупотребувате само за политички цели, пред избори, еве ги изборите тропат на врата, веќе се тепат кој како да седне на функција и така натака. Мене ми е да спасиме многу родители, многу деца, да имат покрив на глава, да имат среќно детство, насмевка на лиците, 18.700 да се запишат и ги вратиме назад на школска клупа и во детска градинка. Целта ни е тоа и да се стави крајни питачењето. Јас ќе кажам и апелирам, пак повторно, граѓаните да се вклучат колку е помасовно и да ја известат односно оваа порака да ја споделат со сите, да не им дават монети затоа што децата за жал не ги добиват. И кога ќе оствариме работна средба со председателот на Кривичниот суд, каде што ќе барам да има во законот за кривична постапка, да има дополна измени во Кривичниот закон и во кривичната постапка, ќе барам да има дополна измена во овие закони каде што ова сега ќе го читам и ќе го работам за да бидам подготвен и да барам прво ќе бараме да се одреди затворска казна на сите учесници, на сите организатори кои се од 7, 15 до 40 години, вкупните бројки да бидат. Целиот капитал кој го стекна на злоупотребата на децата новороденчињата, каде што ги успиват со алкохол, со лепила и непотврдени материјали што ги заспива децата и подолго време кои спијат на семафори и ги држат во раце, каде што и негде кукли држат, и тоа го имам забележано, ќе бараме Кривичниот суд, сите релевантни институции, целиот имот кој го стекнале на злоупотребата преку децата, целиот имот да им се замрзне, да им се одземе и со тој имот што ќе биде продаден на ниво на државно ниво, како што се одземат на политичари, на функционери, на претходници и така натака, со тоа да се
обезбеди средства во буџетот и да се започне куќи да се санираат, да се реновираат, да се градат социјални станови и да им се обезбеди покрив над глава на сите тие ранливи категории, што за жал ќе кажам дека нарушеното детство ние не можеме, но со овие благи методи ќе ги казниме организаторите, местото се знае каде име и верувајте дека доколку се вклучат повеќето сите институции, сите општини, општествена одговорност и службена положба има за вршење на сите работни позиции, кога сите сплотено заедно и здружено ќе работиме, верувајте дека на овој проект Стоп против питачењето и злоупотребата на децата и нивното здраве, каде што секојдневно им е нарушено, верувајте ќе се стави крај со постепено и Добро, вие спомнавте и други моменти, спомнавте за домовите за деца или сега се тоа малите групни домови каде што се дисперзирани децата без родителски надзор, без родители. Кажавте дека предлагате и друг концепт за тие домови. Што е тоа што предлагате? Бидејќи овој концепт за јавноста, за оние кои не знаат, со овој концепт се смени претходниот концепт на групни домови за деца без родители, сега тие се дисперзирани во семејства, во згрижувачки семејства. Тоа беше направено за еден подобар, похуман третман, за подобра социјализација на тие деца, но еве како е сегашното делување на тој концепт и што вие предлагате? Знаете што вака, јас кажав, секој нов проект и ново нешто што се случува во државава, го поздравувам. Но јас ајде ќе кажам на министерката Тренчевски и на сите центри за социјални грижи, на кратко ова ќе го кажам, дајте да вклучиме стручни тимови кои се од областа на социјала, педагогија, психологија, дефектологија и така натака, да ги пуштаме тие дали има резултати и ефекти од работењето во тие згрижувачки домови и семејства кои на водници се отворија, не е само да се отворат за профит, за перење на пари и така натака. Да, нека се отварат во цела Македонија, ама да има ефект, резултати и фидбек да имат, детето да биде образовано, воспитно, културно, да биде прифатено, да биде социјализирано во државата, да утре тој основа семејство, децата да не ги остава во дом, таа случка што му се случило него да не го дозволи во тоа и да го прифатат од спротивната страна кој ќе негде биде зет или кој ќе се омаши и така натака, да не го гледат како домско дете поминато по лоши патишта и така натака. Јас еве ќе дадам еден предлог, ајде министерке, ајде центри, директори што се привремено поставени на тие домови, дајте да видиме што ќе кажат стручните експерти, надворешните лица, да видиме, да ги провериме како се работи, дали има некој фидбек, одговор и дали треба да се затворат тие групните домови, дали да се вратат во детските домови кои се затворија целосно и не функционираат и така натака. Прво тоа ќе го побарам, па ќе видиме тој одговор што ќе каже. Ние можеме да кажеме дека супер е згрижено, мети млеко тече, еве сега нова година, неколку политичари ќе перат гревови врз децата како и секоја година што тоа го правеа и тоа мене до ден денеска ме боли. Јас кажав еден е Господ најак кој тоа према нас го прават и он е тој што осудува, но јас сакам тоа се што се прави да има ефект, резултати и децата да излегуваат на прав пат, да не бидат со етикетирана слика. Добро, затоа што дали имате вие некои информации дека постои злоупотреби, пошто постојат одредени информации дека дел од децата не одат на училиште, некаде можеби има и некои други злоупотреби. Имате ли такво нешто? Да, имаме сознание, но никој не сака на тоа да стои со писмена потврда, односно изјава заверена на нотар, каде што еве нотарите ќе се вклучат бесплатно. Баравме само без иницијали, само да потврди дека стварно има злоупотреба. Јас себе апелирам до сите школи, до сите директори, до сите педагози, до сите кои сте претпоставени, ве замолувам најбрзо што може овие пропусти и овие забелешки и проблеми кои ги има во децата без родителска грижа, без родители, не ги прекривајте, не ги сокривајте, веднаш пријавувајте ги во центрите за социјални грижи или во гради Мирнина или во кабинетот на министерката, за веднаш да се превземе мерки и ќе бараме одговорност од самите куќи кои се вработени во тие институции. Не е само, пак ќе кажам, дојди ти на работа, нахрани го, стокми го, среди го и откачи го. Со тие деца треба да се работи. Јас им дадов предлози, сугестии, идеи на министерството. Не е само да се стави еден човек или тројца вработени во тоа. Таму во секоја куќа треба да има прво медицинско лице,
во 3 смени, не дај Боже некое дете да се деси нешто, наставник као наставник, како за детето, така и за ова. Треба да има медицинско лице, медицинска сестра, како ние што сме имале прва и втора смена. Треба да има педагог, психолог, дефектолог, социјален работник, па да работи со него, да биде вклучен во работилници, па да си има работа со него. Не е само згрижи го вдоми го, нахрани го, облечи го и испрати го со ова. Па вие знаете дека до ден денеска деца без родителска грижа што се згрижени во згрижувачките семејства се уште се со вошки, со гниди, една чорапа има кафеава, друга бела, па на што личи тоа? Јас си кажав на министерката Тренчевска, сега ние имаме проект за децата без родителска грижа, кои се згрижени во тие семејства, во тие згрижувачки семејства, каде што згрижувачите зимаат пари, ќе правиме анкета, истражување и ќе бараме, кажав, целата штета која има направено врз детето и кои си градат кујки, станови, викендици, а децата гладни да ми бидат, што некои информации ги добивам од анонимни личности кои и во школите тоа го има, ќе барам ригорозно да одговарат према законот, према судството, каде што ќе им се одземе и ќе им се замрзне имотот. Не може мене детето без родителска грижа што добива од државата пари да ми биде гладно, да биде необлечено, неуредно, несредено како моите деца кои се угледни, средени и сите деца кои ги гледаме во школата облечени, дотерани, децава без родителска, на што личи тоа? Ајде. Добро, тогаш... имате ли вие тогаш кажавте дека имате предлог, како поинако би се решило ова? Бидејќи како што кажав, се напушти концептот на групни домови, сега е во згрижувачки семејства, што би можело да биде поразлично тука? Па поразлично, знаете како би било, вака сега ќе ви кажам, Министерството за труд и социјална, центрите за социјални грижи и министерот и целиот тим на министерката кои се во труд и социјала. Ајде, отворете работилници за враќање на сите деца кои се одземени од родителите, каде што не било морално да се одземе детето од биолошките родители, дајте да отвориме дневни центри во сите градови кои ќе бидат под капата на Министерството и на општината и од народните пари кои ќе се покрива тој проект. Само ќе треба стручни тимови од страната на труд и социјала да работат со родителите, да ги зближат сите пропусти кои ги имат, да ги работат со биолошките родители, доколку родителот е тешко болен алкохоличар, зависник на дрога, на други седативи, на сите тие работи, јас признавам дека треба да му се одземе родителското право на едниот или двата родители, но таму кај што немало причина, кај што немало, и ако Министерството, центрите, стручните тимови работат со родителите, верувате, едно дете нема да има во државата, ниту во згрижувачко семејство, ниту нема потреба, пак ќе кажам, пропустите се и на Министерството, и на центрите, и на релевантните институции, и кажав дека сите вработени кои се по труд и социјала и центрите, ако они совесно, одговорно, ја вршат службената положба, едно дете во Република Македонија и во целиот свет, и во Балканот, и во останатите земји, нема едно дете да се остава во дом, затоа што на секоја мајка ја боли душата и како родител, кој ќе му се одземе детето, сум гледал такви животни истории, страшни, фрапантни, што да ви кажам, срце да ти се откорне, да му земеш ти на родител дете, тоа е, мислам, кинење од кожата, едно парче на месо, да ви кажам, голема болка е, но ако највише работи Министерството, центри работат и ја работат програмата како што треба, јас кажав дека ниту дете ќе има во дом, ниту има потреба домови да се отварат, ниту дневни центри да се отварат, ниту згрижувачки, центрите за социјални грижи. Министерството, кабинетот на било кој министер, ако стручно, одговорно, совесно работа за доброто на граѓаните, за доброто на семејството, затоа што видите сега, ќе ви кажам, повеќето во Македонија се растураат бракови, се одземат децата или на едниот или на двајцата или останува претежно кај мајката и ова е децениски проблем што самата држава тоа го направи да се случува. Ако центрите, екипите, сите стручни тимови работат на тоа поле, верувате дека бракови нема да има. Сега може да има, Боже мили мој, ако нешто не иде и крај на приказката се става. Се разбира дека секогаш е најдобро децата да се со биолошките родители, дека кон тоа треба да се стремат институциите. Тука највише треба Министерството да работи, владата, а не спротивно да ни се задржува државата и да има најголема невработеност, да има најголема сиромаштија, затоа што ние сме, пак ќе кажам, ние сме многу години наназад. И јас пак ќе кажам да сум министер за труд и социјала. За 3 месеци знаете како ќе ги разработам
фатам сите. Или ќе работат или нека си одат дома. И има други кои молат Бога, па што се вика ако треба и од другите земји ќе земаме такви служби со завршени факултети, па ќе донесеме тука, па може и тие подобро ќе работат, затоа што они пак ќе кажам молат Бога во сите државни институции, во сите служби да работат со нишење на вратата и земање плата. Не, затоа што ова е пак ќе кажам деценијски проблем, 3 децени, 30 години нарушување на детското право, ова е и самата кривица од самите институции. Јас еве колку многу работни места ги имам сменето, ако не ја извршам положбата и работата, нека се удри по мене. Да, добро, немаме уште премногу време до крај. Сакам да ја прашам за уште имате, вие работите на други проекти, работите и за генерална злоупотреба на деца. Бевте и во Министерството за внатрешни работи, претпоставам дека ви зборуваа и за проекти кои ги спроведуваат против злоупотреба на наркотици кај деца, има активен проект кој се спроведува во училиштата. Што ви кажа за тој план? Вака, јас кога ги запознав в Министерството, они се свесни и будно ја следат состојбата и многу ме радува што во последно време дрогата на највисоко ниво се работи во Македонија, односно приведуваат и така натака. И самото општество и самата ова кажа и дека се вклучени неколку наставници во тоа. Јас кој им кажав дека 1146 се изјасниле во 2012 и до ден денеска тоа го има дека користат наркотични средства и ред други работи, дајте еднашка крај на дрогата да се стави во училиштата и зошто ова се случува во нашата држава, во цела територија на Република Македонија и дали може викам да ете еднашка во домот за деца без родителска грижа се направи екипа, дојде од Министерството за внатрешни работи, ни зима урина, па не месте ја дека ти си користел дрога, едно друго, те доведуваат до што се вика и животот да си го земаш малци и претерани работи имаше. Добре што и таа акција ја направија во домовите, од сите 120 штитеници, 20 открија дека стварно користат дрога, но не треба полицијата со такви некогаш, пак ќе кажам, насилни методи да под притисок детето ако не користел дрога да излаже дека користел. Значи малци и благи методи треба да се има во тие полициски инспектори кои се баш за таа цел. Еве тоа ќе го дадам како апел да го имат во предвид Министерството. Мене ме радува откако кажував дека постојано се изјаснува дека користат средношколците, дека највише родителите треба да отворат очи и уши, дека нешто се случува со нивните, еве МВР имаше долги години акции по кафичи, ресторани, дека се затвараа, дека имаше приведување, апсење. Тоа јавноста го гледаше и баш и правеа дури бум многу родители, зошто правата на децата ова па ајде тогаш да ги оставиме, нека се другират и нека се пијанчат и да имаме ние држава со највисоко ниво на користење на наркотични средства. Го поздравам Министерството за внатрешни што ме послуша во сите средни школи, веќе почна од 1 септември кога го кажав ова на состанокот и они веднаш ми дадоа одговор дека од 1 септември веќе Министерството за внатрешни работи во одредени и во многу училишта на ниво на цела Македонија веќе започна да имат работилници со стручни, подготвени инспектори за оваа цел, каде што децата користат наркотични средства, родителите тоа не го знаат, некои го знаат, па им го дозволуваат и кроз прсти го ова, мада и тоа им го дозволуваат. Има еден проект кој информативен флаер за превенција кој се делеше од страната на МВР во сите школи кај ова, кажи не на дрогата, да на животот. Веќе овој проект се реализира од страната на Министерството за внатрешни работи, од обучени професионални тимови кои се инспектори за оваа цел, повеќето Министерството го знае. Превентивни активности на МВР во училиштата веќе ова го има од месец септември 2023 година. Ова треба да продолжи не само во градот Скопје и во цела територија на Македонија да се стави и да се намали користењето на дрогата. За жал, јас еве ќе дадам еден апел. Како што правев, најмал одзив има на присуство на родители. Јас еве еден апел ќе дадам тука, не ги поддржувам и не ги фалам, претежно критикувам и напаѓам. Родители ве замолувам, учествуете на тие предавања, на тие овие проектот што е започнат во училиштата и да видите што се случува со вашите деца и често од време на време мој апел е како родител и каде што сум загрижен за сите деца и моите, редовно носете ги на
лабораториски испитувања да видите што се случува и самите испитувања ќе ви потврдат дали користат наркотични средства, дали пушат цигари преку тие виткани и така натака. Вие тоа повеќето го знаете. И ме радува што веќе ова се започна и нека продолжат само така и да, добро. Еве тогаш со овој апел и да завршиме. Господине Јовановиќ, ви благодарам и за ова учество. Направиме еден апдейт на состојбата, ќе продолжиме да следиме, ќе продолжиме да притискаме. Да, мора и ќе кажам, само да имаме поддршка од граѓаните, институциите ќе си ја работат, веќе нема да дозволам и јас ќе кажам уште едно за на крај на центрите за социјални грижи кои го кочат овој проект. Доколку не ви се работи, дадете си отказ од понеделник да ве нема на работа, министерството да вработи затоа што ова не е пазар да правиме колку ќе бидат компирите, јагодите, церешите и така натака. Ние тука спасуваме 2000 деца од тешка критична здравствена состојба кои се и тоа е ова е ваша штета и вашето недомајкинско работење и децата за тоа до ова ДРЖ се дојдени да дојдат и до просечки стапи, до злоупотреба, користење во дроги, лепила, проституција, трговија, пазар и така натака. Но за се има крај и за се има завршеток. Да. Ви благодарам на поддршка. Уште еднаш и со ова го завршуваме ова Студио 10. Останете со нашата програма, за кратко ќе бидат вести, дека се вклучиме директно повторно во самитот на ОПСЕ. Ќе видиме што се случува. Ви благодариме на вниманието и до вербата.